Благодарам што имам можност да се обратам пред медиумите. Би сакал да и честитам на господјата Силјановска за изборот за кандидат за претседател на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН и посакувам успех во кампањата и посакувам што подобар резултат, затоа што важно е за еднината на Република Македонија да опозицијата предводена од ВМРО ДПМН има што подобар резултат. Им благодарам на сите 80 делегати кои што гласаа за мене, им благодарам на поддршката. Останувам во ВМРО ДПМН заедно да се бориме, продолжуваме заедно во кампањата, обединети, сплотени и сложни. СДСМ и штетните политики на Зоран Заев се главниот проблем во оваа држава, така што одиме обединети, сплотени и сложни кон претседателските избори на 21 април. Дали заедно сте имали многу изборно искуство, дали ги помогне на надпартиски кандидати? Да. Делегатите демократски гласаа, целата постапка беше регуларна, демократска и во ред. Апсолутно стојам на располагање за кампањата. Секако мислам дека навистина имаме шанси за добар резултат и важно е за Македонија да има добар демократски баланс, затоа што за оваа власт и оваа гарнитура навистина е потребно некој да се спротивстави. Гордана Силјановска како претседател на Македонија ќе може да го направи тоа. Ние ќе парираме во парламентот, ќе парираат граѓаните исто така со нивните активности и во тој дел навистина треба да ги враќаме состојбите во Република Македонија во нормала. Имате богато искуство со избори, дали ќе ги инвестирате во претседателската кампања на Силјановска? Тоа ќе почне од утре од 8, во што најавивте точно во вашето. Агендата ќе ја утврди изборниот штаб на Силјановска и ја сторам на располагање за било кои активности секогаш, затоа што мислам дека ова се важни избори за Република Македонија и за сите нејзини граѓани. Така што во тој дел, во кампањата, секако ќе поддржам кандидатката Силјановска, ќе го поддржам претседателот на ВМРО ДПМН Мицковски, ги почитувам одлуките и одиме на избори обединети, заедно, сплотени и сложни. Ќе видиме понатаму.